Зонски и временско ограничено паркирање се двете мерки кои размислува да ги воведе јавното претпријатие Стипион за Штип. За решавање на проблемот со паркирањето, директорот Панчо Стефановски зборуваше во емисијата Зум анализа на телевизија Имнет, каде напомена дека овие мерки би можеле да се воведат во следниот период, а со тоа граѓаните во дел од градот да плаќаат повисока сума за паркинг и да се паркираат со временско ограничување. Исто така размислуваме за зонски ограничено паркирање. Ова значи дека каде што е најгусто во централното градско подрачје цената на билетите ќе чини повеќе, како што се оди подалеку ќе се намалува и цената за паркинг. И уште една мерка која што може да помогне и размислуваме да ја воведеме, тоа е мерката за временски ограничено паркирање, каде што граѓаните ќе имаат право да паркираат 2 часа на една позиција, потоа ќе мора да го преместат возилото. Стефановски посочи дека во следниот период ќе се воведе и кусото паркирање во градот, нешто што штипјани веќе го практикуваат, а што треба да го зголеми бројот на паркинг места. Дополнителен број треба да има и со паркирањето на нивоа, односно катната гаража, а ефект веќе дава хуманитарното паркирање, зашто во градот, според Стефановски, со тоа има повеќе паркинг места. Јас решението го гледам во повеќе систематски промени тука. Значи со една активност не може да се реши. Започето каде да кажеме ја воведовме хуманитарната зона, која освен хуманиот аспект има еден практичен аспект, а тоа е можност за повеќе достапни места во централното градско подрачје за граѓаните кои имаат типна институционална потреба да ја завршат во институциите во градот. Ова мерка даде резултати, мислам дека е евидентно дека сега има малку повеќе слободни места. Следна мерка која што ќе даде резултати е воведувањето на косо паркирање во централното градско подрачје, кое што се предвидува во следниот период. Ако граѓаните повеќе го користат и општинскиот линиски превоз, тоа секако ќе биде најефикасна мерка за ослободување на паркинг местата во градот и намалување на метежот во сообраќајот, вели Стефановски. Тој смета дека проблемот може да се реши или барем намали со меѓуинституционална заложба и соодветни мерки.